Оштетувањата кои подолг период се видливи на бараките каде учат дел од тетовските гимназијалци, кулминираа со вчерашното паѓање на дел од покривот. Во текот на ноќта извршени се интервентни санациони работи, но учениците одбија утрово да влезат на настава. Тие побараа од раководството на гимназијата Кирил Печиновиќ да им обезбедат нови простории каде ќе ја продолжат редовната настава. Учениците се во право, бидејќи ова сега што се случи на крај навистина кулминација на сето тоа до сега што го преживувавме сите, и учениците и ние што работиме со нив. И сега во меѓувреме дојде инспекција од општината, констатира тоа што е како што е навистина и нивното мислење, така да речем, беше многу реално, се совпадна со тоа што го бараат учениците. А што во меѓувреме ќе се работи и што се работи во меѓувреме? Јас тоа во еден наврат го кажав, од владата на Македонија преку своето ресорно министерство издвои средства некаде во висина од 50.000 евра. И тоа сега во меѓувреме се разбира таа постапка, нели, тендерска трае, за тоа треба, нели, да помине јесен рок. Меѓутоа случувањата во меѓувреме, нели, како да бараат сето тоа да биде се случи по скратена постапка, што се разбира не е возможно. И учениците што бараат конкретно? Бараат дефинитивно да бидат дислоцирани воспитно-образовниот процес, да некаде да се обавува во нормални услови, се додека не се направи санација, односно целосна реконструкција на постојачка барака. За сега нема податок дека би можеле не дека да бидеме сместени. Гимназијата е во надлежност на локалната самоуправа, но од таму и покрај најавите за преземање конкретни активности, се уште остануваат само наветувањата. Министерството за образование веќе го има отворено повикот и тендерирањето за реновирање на тој дел на гимназијата и секако дека тие процедури течат. Но и додека течат тие процедури, ние како општина и гимназијата Тетово со сопствени средства фактички во текот на зимата интервенираа. Сега скромно колку што беа можностите, се поправат кои беа многу итни. Секако дека наша тенденција е во целост едно големо реновирање на целата гимназија, на сите класови без исклучок, затоа што мислиме дека е многу битно децата да учат во добри и коректни услови. Предпладнево увид во состојбата извршија и представници на општинскиот инспекторат, но околу 250 ученици кои овде ја следат наставата на македонски јазик во 2 смени, остануваат на својот став да бидат сместени на друга локација. Заедно со своите родители, барањата утре ќе им ги предочат на училишните раководители.